Ви благодарам што дојдовте и на денешната редовна пресконференција. Темата на денешната конференција е зајакнување на соработката помеѓу Стопанската комора на Македонија и Фудбалската федерација на Македонија преку потпишување на меморандумот за соработка во насока на унапредување на општествената корпоративна одговорност. Чест ни е што овој тип на соработка ја почнуваме токму со Фудбалската федерација на Македонија. Ние во нашата агенда и за следната година ќе ги вклучиме и останатите спортски федерации, се со цел да покажеме дека продолжува соработката, како и интересот на компаниите во насока на делување и во насока на продлабочување на сите активности кои што ги прават во рамките на нивните компании, а кои што се поврзани со корпоративната општествена одговорност. Сакам да се заблагодарам на присуството денешно на ВД генералниот секретар на Фудбалската федерација на Македонија, господинот Филип Поповски, и на целиот негов тим, што заеднички во претходниот месец направивме една агенда на активности кои што ќе ги реализираме и до крајот на годината, меѓутоа и до 6 месец следната година. Така направивме еден распоред на активности, направивме и заедничка брошура која што гласи "Обединети во радоста", која што ја носи фудбалот, се со цел на поттикнување повторно на активностите поврзани со општествената корпоративна одговорност. Целта и на денешната пресконференција е промовирање на меморандумот за соработка, кој што ќе биде потпишан помеѓу Стопанската комора на Македонија и Фудбалската федерација на Македонија, преку кои ќе ги промовираме заедничките активности, како што кажав, во следниот период, кои што ќе бидат активности не само во насока на општествена корпоративна одговорност, меѓутоа и во насока на едукативни настани, тркалезни маси, семинари и слично, се со цел да ги надополниме гаповите кои што постојат и на едната и на другата страна, меѓутоа и да го надополниме поврзувањето кое што и во претходниот период беше, меѓутоа денеска го официјализираме. Дозволете ми уште еднашка да ги потенцирам оние активности и работи кои што Стопанската комора на Македонија во следниот период планира заедно со Фудбалската федерација на Македонија да ги прави, а пред се во насока на унапредување на стопанството. Унапредување на стопанството треба да се гледа повеќе насочно и еден од начините за исполнување на оваа определба е преку ширење на општествена корпоративна одговорност, кој пред се представува форма на корпоративно саморегулирање интегрирано во бизнис модел. Целта е да се прифати одговорноста за активностите на бизнисот и да се поттикне на позитивно влијание преку активности во животната средина, со потрошувачите, со вработените, со заедниците и сите други членови на јавната сфера. Тргнувајќи од овие определби, Стопанската комора на Македонија цени дека е повеќе од потребно да се прикаже одржливиот одговорен бизнис кој нашите компании и членки го практикуваат и за кои сметаме дека во иднина само може да ги продлабочат активностите во своето работење во овој сегмент. Спортот во современото општество стана високо профитабилна деловна активност која секојдневно расте и се развива. Покрај тоа се појавува потреба за нови видови на облигациони и деловни договори, особено во спортот, со специфично регулирање на одделни делови поврзани со одговорноста на играчите, тренерите, екипите и слично. Исто така, спортските активности често се одвиваат надвор од државните граници, при што доаѓа до израз и нивната меѓународна димензија. Во моментов, практичните потреби за уредување на целокупната материја поврзана со спортското право и спортската етика се многу понапред од реалната уреденост на целата оваа проблематика. Ние ќе настојуваме, преку овој меморандум за соработка кој што го споменавме и преку заедничката работа, во овој сегмент да овозможиме почитување на основните спортски, етички и деловни принципи поврзани со спортот, од причина што сето тоа е од интерес како за нашите асоциации, така и за нашите членки и за општеството во целина. Стопанската комора на Македонија како деловно стручна асоциација ја согледа потребата од директна вклученост заедно со Фудбалската федерација на Македонија во активностите кои ќе придонесат
и остварување на целите дефинирани во програмата за развој на спортот во Република Македонија за периодот 2013-2017. А особено преку презентирање на бројните примери на вклученост на бизнис секторот во спортот и спортските активности, преку разни активности на нашите членки во насока на повеќекратно подигнување на квалитетот на севкупното живење, како и предуслов за достигнување придобивки одразени низ параметри од кои произлегуваат атрибути за постоење здрава нација. Целта на оваа соработка е да изградиме систем на вредности преку кои ќе се обезбеди развој на спортот и поттикнување на нашата младина активно да се вклучи во обезбедување на здрава иднина. Дел од целите кои што ќе се стремиме да ги оствариме е преку утврдена динамика на активностите да реализираме, како што напоменав, тркалезни маси, конференции и слично кои би значеле и би биле дел од значењето за двете страни преку кои фудбалот ќе придонесе за дополнителен развој на корпоративната одговорност на компаниите. Со порастот на свеста за влијанието на стопанските субјекти и нивната економска активност врз средината во која што делуваат, но и врз севкупните односи во општеството, корпоративната општествена одговорност станува силно нагласен приоритет и препознатлив белег на современо организираните компании. Во насока и на официализирање на оваа наша соработка, која што денес ќе биде преточена преку подпишување на меморандумот на соработка, меѓутоа и пред одигрување на спортскиот надпревар помеѓу Република Македонија и Словачка во сабота, ние како Стопанска комора на Македонија и како Фудбалска федерација на Македонија во среда на 12 ноември со почеток во 12 часот ќе направиме едно неформално дружење помеѓу членките на Стопанската комора на Македонија, односно еден ревиален надпревар во кој што противници, во наводници, ќе бидат Советот на странски инвеститори и членките на Стопанската комора на Македонија. Зошто се одлучивме на ваков ревиален надпревар, бидејќи и често пати во јавноста ги кажуваат поделеностите помеѓу странските инвеститори и домашните компании, а ние веќе и претходната година во соработка со владата на Република Македонија покажавме дека е неминовна соработката помеѓу домашните и странски компании. Тоа го направивме со еден голем настан. Сите странски инвеститори кои што се во Република Македонија ја нагласија потребата од македонски добавувачи во домицилната, значи во нашата земја, пред се заради продлабочување на нивните активности и бидејќи на тој начин сакавме да покажеме дека таа соработка продолжува и дека и странските инвеститори, и домашните компании се само партнери и дека е неминовна нивната соработка, сакавме преку едно неформално дружење да покажеме една симбиоза помеѓу странските инвеститори, каде што капитен на репрезентацијата на Советот на странски инвеститори ќе биде господинот Наваро, кој што е председател на Советот на странски инвеститори во рамките на комората, а е генерален директор на ArcelorMittal Скопје. Од друга страна ќе играат представниците од домашните компании, каде што капитен ќе биде председателот на Стопанската комора, господинот Бранко Азевски. На тој начин се надеваме дека преку нерешен резултат, каде што не прејудицираме дека ќе биде нерешен, меѓутоа се надеваме дека и символично со она што ќе го покажеме на терените ќе биде и во следниот период само продлабочување на соработката помеѓу овие два тима, а преку тоа и овие две тела кои што делуваат во комората. Во овој настан и помогна и во оваа замисла Фудбалската федерација на Македонија, оттаму ќе играат и повеќе представници, начело мислам и дека во Стопанската комора на Македонија тимот ќе игра и председателот на Фудбалската федерација на Македонија, ќе има многу и репрезентативци од Република Македонија кои што играат и ги бранат боите на националниот дрес на Република Македонија и со тоа само ќе сакаме да покажеме уште еднаш дека сме единствени во она што го правиме и како економска стратегија, меѓутоа и во она што го прават нашите компании членки преку општествената корпоративна одговорност и нивните буџети кои се одделени за тоа. Ќе настојуваме да помогнеме на спортот пред се со овој меморандум на фудбалот, за да покажат на вистина во Република Македонија и странски инвеститори и домашни компании има голем број кои што се свесни за унапредување на спортот, а преку тоа и за градење на здрава нација, преку тоа и на градење на имидж на нашата земја и представување во правилно светло надвор од нашите граници. Како и на
нивниот тим кои несебично и активно работеа во изминатиот месец дена за да се реализира овој меморандум и да се продлабочи понатамошната соработка. Благодарам на убавите зборови, почитувани представници на медиумите. Дозволете да ви представам во кратки црти Фудбалската федерација. Фудбалската федерација на Македонија има привилегија, одговорност и можност да го правува фудбалот во Македонија и сите негови аспекти. Развојот на аматерскиот и на професионалниот фудбал го остваруваме во партнерство и во соработка со ФИФА и УЕФА, како наши принципали, но и како фудбалски организации во кои што ние сме полноправни членки, заедно со владата на Република Македонија, со стопанството и секако со спонзорите. Нашата мисија е да служиме и да водиме Фудбалската федерација на Македонија кон остварување на резултати и со успешно водство да градиме интегритет за во целост да чуваме фудбалската игра, да ја заштитиме и да се грижиме за фудбалската иднина преку јакнење на победнички менталитет и преку возможен пристап на сите кои сакаат да бидат дел од фудбалот во Македонија. Наша мисија е да соработуваме со локалните и со регионалните организации, издруженија, клубови, лиги, гледачи, навивачи и со останати страни кои водат играта и го забрзуваат растот, развојот и континуитетот на македонскиот фудбал. Ние ја носиме одговорноста за 22.000 регистрирани фудбалери на сите нивоа, за 530 активни фудбалски клубови, 520 активни фудбалски судии, 290 лиценцирани фудбалски тренери, 5000 деца кои играат фудбал секој викенд во рамките на детските лиги, да браниме националната гордост со настапите на сите национални тимови, заедно обединети во радоста која носи фудбалот.